4 повредени во пожарот во Кочани и понатаму се во критична состојба и се лекуваат во болниците во странство. Ова го соопшти министерот за здравство. Додаде дека 108 пациенти и натаму се лекуваат во некоја од болниците надвор од нашата држава, а вчера се вратија 2 пациенти. Моменталишно при спиталите Шкупит, пациентот целиот е пријатуван траѓедине Кочанит, шероа 23 пациент, пред целеве 4 јан на тендрен клинике, 10 јан на спиталине Вјетар те ќутетит, де 9 јан на тет штатори. 4 пациент јан на спиталет привате. Пациентот целиот шероен ја штетит јан нич не тремдиет, то целиот јан на дендие релативи стабиле, 4 пациент важдоен те на дендие критике. За 5 пациенти кои се вратија денеска, Таравари рече дека ќе бидат под 24 часовен надзор според протоколот. Доколку конзилиумот од доктори одлучи да се пуштаат дома, ќе бидат пуштени на домашно лекување. Доколку не, тогаш ќе останат на лекување на некоја од клиниките. Министерот Таравари најави центар за рехабилитација за пациентите на кои ќе им треба подолго лекување. За сега планираме да ги прифатиме овие пациенти кои што ќе дојдат низ клиниките. Во меѓувреме ќе видиме, веќе имаме понуди, го кажав тоа вчера, од одредени држави, тие што се потешки пациенти и на кои им треба рехабилитација подолго време, евентуално да престојуваат подолг период, можеби тие што се најкомплицирани за рехабилитација, можеби и надвор од државата, меѓутоа и тука планираме да направиме во внатрешноста некој центар за пациентите на кои што ќе им треба подолга рехабилитација. Во моментот се уште немаме одредено центар, меѓутоа размислуваме за 2-3 можни опции. Ќе ве известиме штом донесеме одлука како кризен штаб. Таравари информираше дека сите пациенти кои се лекуваат во домашните клиники и болници се во стабилна и добра состојба.